Почитувана председателка, почитувани колеги, пред тоа известно време кога ја имавме седницата, навистина бев инициирана да поднесам барање за процедурална корекција и тоа да го напоменам членот 90 од деловникот, став 4 мислам дека е, во меѓувреме го немам деловникот, каде што се зборува за достоинствено однесување во собранието. И исто така сакам да забележам на член 96 од деловникот, каде што се зборува за начинот на гласање. Мојата забелешка на ова процедурално е тоа што во говорот кој што го имаше председателката претходно, кога го поднесовме барањето за јавна расправа да се иницира од оваа комисија, јавна расправа за нацрт концепцијата за основното образование, на нашата иницијатива нели ги конфронтиравме нашите ставови, председателката јавно кажа дека ќе гласа против нашето барање, на што имам забелешка, бидејќи не можеме нашиот став да го кажеме пред да дојде самиот чин на гласање. Сметам дека со тоа се врши влијание на колегите кои што се присутни во салата, заради тоа што колегите можеби навистина сакаат да се аргументираат, да дискутираат и ние не можеме однапред да ги кажуваме нашите ставови, поготово ни најмалку пак председател да го искаже својот став за тоа како ќе гласа по нашето барање за организирање како матично тело Комисијата за образование и наука да организира јавна расправа по новите предлог реформи од страна на Министерството за образование и наука. Мене, размислувањето ми оди во тој правец да јас навистина имав желба и ние многу се подготвуваме и многу често ги анализираме и ги следиме сите овие реформи што се предлагаат од страна на Министерството за образование. И навистина имав енергија дека ќе пробам да ве разубедам колеги и верував дека ќе се сложите дека за да се организираат, да се предложат нови реформи во образованието, дека работната група, составот на работната група кој што ги предлага реформите, треба да биде составена од професионални кадри, како например универзитетски професори, како например професори кои што се директно инволвирани и засегнати со сите тие предложени реформи кои што се актуелни во образованието. Одговорност наша е, нели, и впрочем, во овој храм на демократијата треба ние овде да се убедуваме дека нештото е добро или пак нештото не чини и да го коригираме истото. Јас навистина сакав да ве убедувам дека динамиката со која планирате да се спроведува, тоест Министерството за образование и наука планира да ја спроведува новата концепција е навистина брза, но мене ми се скрати таа можност со тоа што ете на некаков начин според мене се прекрши деловникот. Навистина сакав да ве убедувам дека условите во кои што се одвива наставата во Република Македонија се катастрофални во голем процент. Ние зборуваме за нови реформи во образованието, инфраструктурата, објектите каде што се одржува наставата, имаме лабораториите, дали се квалитетно опремени за да имаме таков вид на настава, тоа ни најмалку не можеше да стане збор. Јас сакав да ве убедувам како учениците ќе го продолжат своето образование во средното училиште. Значи, треба да има континуитет, квалитет во сите овие мерки кои што се предлагаат од страна на Министерството за образование и наука. Како сега ќе зборуваме кога јасен е ставот за во сооднос со нашето барање за организирање на јавна расправа, не можеме да дискутираме за моментот дека распределбата пример на часовите каква ќе биде, дали колегите ќе остануваат без работа, со сета таа имплементација на предмети кои што се прави, дали е организиран начинот на оценување, што се ќе им правиме на учениците, на децата, за начинот на оценување, значи како тројца наставници ќе се договараат за една оцена.
Мене ми се скрати можноста овде да ве убедувам вас во моментот дека и вие имавте, зборувам колеги од позицијата, во вашите програми со кои што настапувавте пред гласачите за време на предизборната кампања, ветувања одредени, каде што стававте дека задолжително е користењето на наставни материјали. Истите за колку и како квалитетно ќе се подготват во иднина за овој краток временски период кој што го има во предвид за реформите, ние навистина немаме идеја. Јас искрено ве замолувам да размислите уште еднаш за нашето барање, за организирање на јавна расправа овде во собранието, јавна расправа која што ќе биде иницирана од овде. И сега кога ќе дојде оваа точка на дневен ред за гласање, да ја поддржите истата и да имате во предвид дека одредени мислења си се индивидуални мислења. Вие треба да размислувате индивидуално и да се убедувате, нели, според лични убедувања, а не според некои други убедувања. Ви благодарам.